Добро вечер, Битола. Добро вечер за градот на конзулите. Добро вечер за ВМРО, ДПМН, Социјалистичката партија и сите партии од најголемата коалиција за подобра Македонија. Најпрво сакам да ги пренесам поздравите од председателот на Социјалистичката партија на Македонија, другарот Љубисав Иванов Дзинго, кој што не беше во состојба да присуствува на овој величенствен собир. Почитувани граѓани на Битола, Социјалистичката партија на Македонија силно ја поддржува кандидатурата на професорот Ѓорѓе Иванов за председател на Република Македонија. А еве зошто. Председателот Иванов денес со гордост и достоинство и со остварени резултати во својот прв мандат од сите нас ја побара поддршката за негов нов мандат. И ќе ја добие затоа што председателот Иванов постави нови стандарди во македонската политика. Тој функцијата председател ја вршеше врз принципите на заедништво, одговорност и вистински вредности. Покажа дека политиката се раководи од етички начела и норми како што се искреност, честност и достоинство. Иванов покажа дека е државник со висока политичка култура и познавање на светските политички токови. Македонија немала председател кој во својот мандат се сретнал со толку многу државници, председатели, премиери, но истовремено и со толку многу македонски граѓани. Тој е професор, омилен од своите студенти, ценет од своите колеги, професор со богато научно досие, наградено со титули на почесен професор и почесен доктор на елитни и светски реномирани универзитети. Токму затоа знам и ве уверувам дека Иванов е и ќе биде председател каков што заслужува Република Македонија. Во своето досегашно работење покажа дека е доследен и решителен во реализацијата на своите ставови, непоколеблив кога се во прашање националните и државните интереси. Иванов секогаш беше отворен за граѓаните, секојдневно присутен меѓу народот, меѓу работниците, земјоделците, научните и културни работници, спортистите, младите и меѓу своите студенти. За Иванов младите се најголемиот капитал на Македонија. Тој како председател ја востанови наградата за најдобар млад научник и школата за млади лидери. Социјалистичката партија на Македонија го поддржува Иванов и затоа што тој е човек кој во својата програма зборува за важноста на вработеноста, за отварање нови работни места, за семејството, за жената како столб на семејството. Тој е човекот кој умее да го сплоти македонскиот народ и сите граѓани на Република Македонија, без разлика на нивната национална и политичка припадност и верско убедување. Тој е од народот и за народот. Почитувани битолчани, додека ние макотрбно работиме да ги подобриме условите за живот на нашите граѓани, да го вратиме достоинството и националната гордост, нашата опозиција, раштимувана и раскарана, знаејќи дека ќе ги изгуби изборите, размислува како да ја дестабилизира Република Македонија со распродажба на македонските национални и државни интереси и со нелегални и недемократски средства да дојде на власт, надевајќи дека во тоа ќе ги поддржи некој однадвор. Овој народ тоа нема да го дозволи. Почитувани пријатели, почитувани битолчани, во Македонија има политички сили кои што барат консензуален председател, односно председател кој ќе го договорат лидери на партии, председател што ќе го избира парламентот. За да ја остварат таа идеја, тие работат на тоа овие избори да не успеат. Македонија да не добие председател,
Македонија да западне во уставна и политичка криза. Со тоа тие сакаат да им го одземат на граѓаните уставно загарантираното право да се изберат свој председател, што е највисок степен на демократија во секоја цивилизирана земја. Затоа, почитувани битолчани, ве повикувам со нашата масовност на 13 април да го избереме Иванов за председател на Македонија и тоа уште во првиот круг. И со тоа да му возможиме успешно да ја продолжи својата мисија и да го заврши својот втор мандат како председател на Македонија, Македонија како дел од Европа и НАТО. Да гласаме за досегашниот и иден председател на Република Македонија, професорот Ѓорѓе Иванов. Да живее Македонија, да сте здрави и живи. Благодарам.